Тања, јас се третирам кај вас, дојдов после операција на канцер на матка, ендометријален аденокарцином. За среќа кај мене фатен во рана фаза, меѓутоа ме интересира на кој начин ме третирате мене, како би ги третирале пациентите кои што се со акутен канцер или веќе опериран како мене и како би се одржале во ремисија и уствари како не би направиле рецидиви во првите 5 години, бидејќи после 5 години сме канцер фри. Значи, кога сме кај пациентите кај кои што некогаш се појавил некаков канцер, многу е по-комплексно третирањето. Резултатот исто така е индивидуален. Се зависи од тоа дали е примерен само на еден орган, поточно тие канцерогени клетки, дали се само на едно место или се веќе метастазирани, во каква физичка и во каква ментална состојба е тој пациент. Примерно делуваме на враќање на нормална функција на сите органи. Примерно делуваме и на имунолошкиот систем, кој што му даваме инструкции да ги препознае канцерогените клетки ако ги има некаде во организмот, за да може навремено, да ги стави под негова контрола. Антиканцерогената терапија делува дефинитивно на препознавање на канцерогените клетки доколку некаде ги има и регенерација на целиот организам. Тоа е во суштина начинот на кој што ние делуваме со нашата терапија. Од наше искуство до сега препорачуваме, секако е паметно да барем еднаш во годината се поминат неколку месеци под терапија која што е подготвена кај нас во центарот, затоа што сепак добро е да се потсети организмот од време на време како нормално да функционира и тоа да се прави во континуитет во тие првите 5 години кои што се критични за секој пациент кој што имал некаков рак. Нашата терапија нема никакви контраиндикации со хемотерапијата, напротив, таа ги анулира тие несакани ефекти кои што се добиваат од хемотерапијата, како болки во коски, зглобови, гадење. Значи, овозможува многу побрзо растење на косата, се враќа силата многу побрзо и апетитот. Така да нема контраиндикации ниту со неизе, ниту со било каква друга дополнителна терапија која што кај нас сепак пациентиве знаат да ја примаат. Значи супер, сега јас во првите 5 години треба да доаѓам на скен контрола. 3 до 4 месеци во годината веројатно се доволни и тоа е тоа, после 5 години канцер фри, така? Така. Топ.